Годишно за ученички и студентски стипендии општините во просек издвојуваат по околу половина милион денари. Толку пари од општинските буџети завршуваат како помош на оние ученици кои се истакнале по успех и спортски резултати или потекнуваат од социјално загрозени семејства. Во моментов течат конкурси за пријавување на кандидати во 3 општини во регионот. Делчево обезбеди пари за 12 стипендии, Македонска каменица за 20 и Кочани за 30. Значи стипендиите се во износ од 3000 денара, за разлика од ланската година кога беа 2500 денара. Сакавме да излегнеме во пресрети, бидејќи трошоците се зголемуваат, да таа стипендија зголемиме во рамките на она што е можно, односно да се доближиме до републичката стипендија. Значи имаме таму и предвидено во правилникот посебни студенти за дефицитарни кадри и за лица загрозени, така да мислам дека сите се опфатени, сите оние што ќе се јават, се надевам дека ги исполнат условите и ќе ги добијат бараните средства. Во Македонска каменица бројот на стипендии кои ги доделува општината се зголемени од 12 на 20. 6 стипендии за редовни ученици од основното образование, 8 стипендии на редовни ученици во државните средни училишта и 6 стипендии на редовни студенти запишани на државните универзитети. Стипендии се во износ од 3000 денари и се доделуваат во период од 10 месеци во текот на една учебна година. Општина Пробиштип нема пракса за стипендирање на ученици и студенти, но има форма за стимулација на првенците на генерациите. Од средното училиште, Наум Наумовски Борче, прогласениот ученик на генерација, се стекнува со право на стипендирање за време на неговото студирање. За период од 9 месеци добиват по 2000 денара, со можност да ја продолжат и наредната година, како што реков, за време на целото негово студирање. Во Штип исто така нема предвидено средства за стипендии на ученици, па дел од училиштата за да привлечат повеќе ученици се одлучуваат за други форми на стипендирање. Од следната година ќе се трудиме со компаниите, со општината да обезбедиме стипендии за учениците од учебната 2019-20. Она што е парадоксално е дека во време на криза голем дел од стипендиите остануваат неискористени. Во прашање ли е инертност на учениците или превисоки критериуми од страна на општините, засега е дискутабилно.